Рита Мустафи, значи вработена во невладина организација Асоциација за демократски развој на ромите Сонце како параправник. Инаку невладината организација Сонце постои повеќе од 20 години. Таа е етабилирана организација која што работи на локално, национално и меѓународно ниво, на граѓанска интеграција која што се заснова на почитување на права и можности за ромската етничка заедница воопшто на национално ниво во нашата земја. Инаку Тетово е град кој што е познат, познат по соживот и граѓани кои што живеат од различни етнички заедници, но како представник на невладина организација која што долги години работи на полето на дискриминација, сегрегација и стереотипи, предрасуди врз ромската заедница како заедница која што е најмаргинализирана и најсиромашна заедница, сметам дека сепак треба да се работи уште многу и мултикултурализмот не е на задоволително ниво. Дали има дискриминација и сегрегација во Тетово? Имате ли некој конкретен пример? Има примери и на дискриминација и на сегрегација. Најчесто се случуваше со законот за реонизација и запишување на децата во основното училиште, но сметам дека после долги години работа сепак ова е смирено и се одвива во најдобар можен ред, а секако дискриминацијата е присутна насекаде, како на национално така и на локално ниво, и најчесто се соочуваат оние најсоцијално ранливи категории насекаде, без разлика дали станува збор за институција на локално или на национално ниво, и обично таквите лица не се толку вешти за да можат да сватат дали се работи за директна или индиректна дискриминација, или сепак тоа е само така народски кажано дека така треба да го направат. На таков начин треба да се испостават работите. Што е тоа што треба да се направи за да се некој чекор напред кон мултикултурализмот или почитување на различности? Па и самиот поим мултикултурализам опфаќа почитување, поддршка на различни култури, учење на разлики, сличности на културите, и сметам дека треба да има повеќе обуки за јакнати капацитети и реализација на проекти од таков вид. И според моје видување сметам дека треба тоа најчесто да се одвива во средните училишта, како лица кои што веќе навлегуваат во возрастниот свет, со оглед на тоа дека таму е најприсутна дискриминацијата.